кога имаме високи температури. Секако отвораме и теми овде со соговорници кои што се тесно поврзани со летувањето и летните одмори. Една таква имаме наредниве минути во утринската програма. Летувањето со деца е предизвик плюс за сите родители. Тоа бара апсолутно внимателно планирање и ние родителите многу често знаеме кога станува збор за облеките првично да ги спакуваме како за сите 4 годишни времиња, но тука и патната аптека на која што не смееме да заборавиме. Колку треба да биде внимателно подготвувањето на деца за летен одмор и што тоа подразбира во текот на целиот летен одмор и во однос на заштитен фактор, но и во однос на исхрана. Се прашања кои што ги поставуваме на доктор Сања Цилевска од Поликлиниката Букуреш. Добро утро, доктор Сања, и добре ни дојдовте. Добро утро, ви благодарам на поканата. Ке започнеме, ајде, со основното. Патувањето на секое дете е нешто што е радост и за детето и за родителите, но и голем стрес меѓу другото во однос на подготовката на истото. Па, ќе почнеме со најважното. До секоја летна дестинација секако ни се потребни неколку часа возење. Ние однапред тоа и го планираме, и го размислуваме, но на што не треба да заборавиме во однос на неколку часовното патување со децата? Да, за жал сите дестинации од кај нас се малце оддалечени, минимум 3 до 4 часа за да излеземе нели на море или езеро, seедно, така да се препорачува да се прво и најосновно да се планира времето кога се патува. Значи не се препорачува да се патува во најтоплиот дел од денот, секако значи тоа да биде рано наутро или доцна попладне, со цел да се избегнат оние високи температури кои што ќе бидат надвор, а секако ние доколку имаме клима уред во автомобилот да не бидат преголеми температурните разлики кога ќе се излезе од автомобилот, посебно со мали деца. Така да се препорачува да е во оној дел од денот кога не се толку високи дневните температури. Секако децата и малите бебиња посебно треба да бидат транспортирани во соодветно седиште и покрај тоа што тоа не е примамливо за повеќето од децата да бидат фиксирани, сепак се препорачува дека безбедноста е на прво место, со тоа што децата што не се проодени убаво треба да бидат свртени обратно со задниот дел од автомобилот кога се возат, а останатите дечиња како што е во правецот на движење, меѓутоа прицврстени со сигурносни појаси. Она што е важно да го планираме е паузите. Значи се препорачува на сат и пол до 2 да се прават паузи за време на кои бебето или детето ќе излезат од автомобилот, ќе се раздвижат, бебето ќе се нахрани, ќе се преслече, ќе се извади од седиштето и малце ќе добие свеж воздух. Не се препорачува да се грицкаат премногу храна, значи тоа да биде лесна храна и течности, со цел да се избегнат оние кинетози, лошење по пат. Што е со семејствата кои што имаат новороденчиња? Што предлагате за прв одмор летен? Дали тоа да биде езеро, море или пак планина? Вака се во однос на возраста, значи искрено не се препорачува патување со бебиња под 6 месеци. Добро. Во некоја крајна линија би можело бебе над 3 месеци да патува, меѓутоа доколку е се во ред со бебето здравствено и уредно се развива, тогаш може да патува и бебе над 3 месеци. Секако за бебињата, односно децата до 1 година се препорачува повеќе планина, затоа што нема толку пикови на дневните температури, помал UV индекс, меѓутоа и доколку се оди на планина и тука имаме некои ограничувања во однос на надморската височина. Значи идеално е да биде до 1200-1300 надморска височина, никако не над 1500 надморска височина, затоа што веќе воздухот е поредок и може да имаме проблеми со дишењето. Голем дел од родителите, што и легитимно, не сакаат да ризикуваат во однос на храната со децата, па дел од истата ја подготвуваат од дома, ја пакуваат и ја носат на летен одмор. Колку треба и како да се спакува храната за летниот одмор и колку количински е окей да се поднесе? Така, значи родителите да не бидат изненадени, децата можат видно да го намалат апетитот кога се на одмор. Значи да имаат повеќе потреба од овошји и течности, да одбиваат она регуларна храна која што ја јадат дома, од типот на месо, варива и слично, така да тоа да не ги плаши родителите и секако да не создава тензија и нервоза. Нормално е кога се високи температурите и сме толку време изложени, децата да имаат повеќе потреба од храна која што содржи висока концентрација на вода, значи тоа се зеленчуци и овошје и многу течно.
можности. Сега, доколку се припрема храна од дома, посебно бебешка храна, она блендирана во теглички, секако е најдобро таа да биде вакуумирана, значи прво да бидат чисти тегличките и тоа со топлина да се вакуумира. Доколку не, да се транспортираат во транспортно фрижидерче на температура под 8 степени, доколку е тоа можно, а доколку се носи замрзната храна, значи таа да се одмрзнува постепено исто на фрижидерска температура и откако ќе се одмрзне секако да не се замрзнува повторно, а одмрзната да не се чува подолго од 48 часа во фрижидер. Ајде да ја продискутираме и облеката. Вообичаено ние родителите кога ги подготвуваме децата за летен одмор ги пакуваме како за 4 годишни времиња. Но што е најнеопходно во однос на облеката да се понесе на летен одмор? Така е, да. Секако зависи од возраста на детето, доколку зборуваме за бебе, значи тоа секако треба да бидат боди, бенкици, памучни, со светли бои, кои што брзо се сушат и нели доколку имаме недостаток, можеме на брзина и под млас од вода да ги испереме и да ги испегламе, секако. За поголеми дечиња секако тоа се блузички на кратки ракави, памучна облека, светла облека, да имаме неколку комплети, отприлика онолку комплети колку што планираме денови да поминеме на одмор. Секако нели мораме да бидеме спремни кога одиме со деца, па еден комплет на облека со долги ракави секогаш препорачуваме да се носи. И она што е особено важно, иако мислам дека досега не постоеше прашање кое што не е важно, но често апелираме на високите температури, на сериозноста на УВ индексот и на неопходноста од заштитата. Превенцијата од сонце е еден од најважните аспекти кога одиме со деца на одмор. Би сакала да продискутираме малку и за факторот. Кој број на фактор треба да се користи, во која количина треба да се мачка и во однос на изложеноста на сонце. Во кои делови од денот е најдобро детето да се изложи на сонце, кога треба да се избегнува? Секако кај мали дечиња постои разлика во однос на возраста. Например, кај деца кои што се под 6 месеци, односно под 1 година, се препорачува не подолго од 15 до 30 минути изложеност на директно сонце, меѓутоа во периодот да не биде тоа во периодот од 10 до 17 часот, кога и УВ зраците се најсилни и УВ зрачењето е најголемо. Веќе кај дечиња над 1 година тој период може да се пролонгира до 30 минути изложеност на сонце, а веќе кај деца поголеми, меѓутоа и подолго, меѓутоа да бидат со соодветна заштита. Сега тука е многу важно да напоменеме дека деца под 2 години не би требало да користат фактор како заштита, значи тоа е хемиски фактор кој што се ресорбира во кожата и кој што може да направи иритација и некои други несакани ефекти. Така да кај децата под 2 години се препорачува тоа да биде минерална заштита, значи препарати кои што содржат цинк оксид или титан диоксид кој што ги рефлектира зраците, меѓутоа не се ресорбира во кожата. Факторите, односно кремите кои што содржат заштитен фактор, а всушност бројот на фактор го одредуваме во зависност од типот на кожата на детето. Значи, ако детето е со посветла кожа, бираме поголем фактор, ако детето е со потемна кожа, значи повеќе има можност да ги одбива УВ зраците, тогаш одбираме по низок фактор, меѓутоа тоа секако да не биде под 30 фактор, затоа што тие фактори 30 и 50 имаат минимална заштита меѓу нив во однос на време траењето на заштита, така да не биде секако под 30. Може ли да слушаме што велат фармацевтите во однос на факторите за сончење? Имаме Симона на второто линковско вклучување. Кога ќе ја земете кремата за сончење, нешто што паѓа веднаш во очи, онаа скратеница SPF, малку ми не знаат што значи таа, Solar Protection Factor, односно фактор за заштита од сонце, кој што е апсолутно неопходен пред да се изложите на сончеви зраци. Кое е нивото на зрачењето на сончевите зраци, во која мера тие се штетни, како можеме да се заштитиме, на што да внимаваме при изборот на факторот за сончање? Сите прашања кои што Симона ќе ги постави на својата соговорничка, па одиме со ред. Симона, повели. Благодарам, Кристина. Се вклучуваме токму за да продолжиме таа тема во однос на заштитниот фактор и што е она што најмногу треба да се знае пред да се купи заштитниот фактор, меѓутоа и разликата кај возрастните и децата, што е она што треба да се праша кога ќе се дојде тука во аптека. Разговарам за сето тоа со Вела Трајковска, фармацевски техничар. Пред се благодарам за издвоеното време. Благодарам и на вас.
Да. Еве ќе почнеме со првото прашање во однос на прашањата кои што најчесто можеби ги имаат купувачите кога доаѓаат, што е она на што треба да се внимава и што треба да се знае пред да се донесе одлука кој заштитен фактор ќе се купи. Така, пред да купиме заштитен фактор, мораме прво да го знаеме типот на кожата. Односно дали станува збор за сува кожа, мрсна или кожа склона кон акни. Доколку сме на плажа, мораме да користиме заштитен фактор 50, но доколку сме за низ град може да се користи заштитен фактор и 30. Кога станува збор за дечињата, кај дечињата треба повеќе да се посветиме да ги заштитиме, значи доколку сме на плажа, како што реков, они мора да бидат облечени во купачи што го покриваат поголемиот дел од телото или доколку се на сенка да бидат облечени во памучни алешта. Секако деловите кои што се изложени на сонце треба често да бидат покриени со заштитен фактор и почесто да се реаплицира истиот. Да, кои се најчестите прашања кои што вие ги добивате тука, со оглед на тоа што некако изминативе години беше многу таа тема отворена и на социјалните мрежи, дека заштитниот фактор не е само за тие 10 дена кога сме на одмор, туку и за во текот на целата година, па колку од луѓето тоа веќе го знаат и го применуваат и што е она што најчесто го имаат како прашање токму кон вас? Почесто го применуваат луѓето во денешно време, значи ми доаѓаат, ме прашуваат дали заштитен фактор се става под или пред шминка, секако се става пред шминката, после хидратантниот крем. И на колку часови се реаплицира. Значи заштитниот фактор се реаплицира на 2 часа најмалку. Но доколку сме на одмор или сме изложени со вода или со пот, ако се потиме почесто, треба заштитен фактор да се реаплицира доста почесто. Кога станува збор за децата, како што ги споменавме и претходно, кога може да бидеме сигурни дека се целосно заштитени? Го споменавте периодот и на апликација, дали истото важи и кај нив? Истото важи и кај нив, дури кај дечињата они почесто и се потат, значи кај нив треба почесто да се реаплицира заштитниот фактор, да нема целосна изложеност кон сонце и обавезно со облека прикладна за нив. Благодарам многу за одговорите, се надевам да ја користим. Тоа беше целот разговорот тука со Вела Трајковска во однос на заштитниот фактор, генерално кои се најчестите прашања кои што ги имаме при доаѓање во аптека за да се одлучиме кој фактор да се земе, правилна апликација и секако делот кој што го споменавме дека веќе некако се буди поголема свест кај луѓето дека заштитниот фактор не е потребен само за тие неколку дена додека сме на одмор, туку и за во текот на целата година. Токму така, благодарам Симона. Ги споменавме доктор Сања аптеките, вообичаено исто како и со облеката, кога ја пакуваме патната турбичка со лекарства, пакуваме се што може да ни падне на памет. Што е најнеопходно да земеме со себе на летен одмор? Посебно кога одиме со деца, навистина патната аптека си треба да има некои работи кои што ни се неопходни. Пред се тоа е сируп, таблети или чепчиња за намалување на телесната температура. Децата се склони кон вирози, посебно ако се на летен одмор, нели, има голема фреквенција на луѓе, со тоа се зголемува и ризикот од инфекции, така да секако сирупчиња и таблети за намалување на температурата, секако капки за нос. Ако се мали дечиња, тоа обавезно да бидат солени капки со солен раствор, ако се поголеми вазоконстрикторни капки, капки за уши, кои што може да бидат и на природна основа кај поголеми деца, капки за очи, средство против алергија, значи антихистаминик, меѓутоа кај деца над 2 години. Доколку е бебе, ако има грчеви, нешто за грчеви, обавезно пробиотик. Пробиотикот е многу важен, посебно кога патуваме во други држави, затоа што секое поднебје си има своји пробиотски бактерии кои што ги има во водата, почвата, храната, така да се препорачува дури 10 дена пред да се оди на одмор децата веќе да примаат пробиотик, пробиотикот да трае за цело време. Секако термометар, средство за дезинфекција на отворени ранички, фластери, стерилни газички, средство против убоди, доколку настане убод од инсекти, нешто што ќе олесни болката и чешањето, а пред тоа некои репелентни средства кои што ќе ги одбијат инсектите за да не дојде до каснување. Хидрирањето на децата исто така е многу важно. Дел од дечињата знаат да кажат кога сакаат водичка, меѓутоа дел од нив и не
особено помалите, како да знаеме кога им е неопходно хидрирање или можеби кој е тој временски интервал на кој што треба да им се даваат течности? Голем улеснителен фактор е доколку бебињата се на мајчино млеко. Значи мајчиното млеко е совршена храна за нив дури и кога се на летен одмор, затоа што тоа се видоизменува во однос од надворишните услови. Така да и кај мајките може да приметат дека во периодот на летен одмор млекото е поводенесто со цел да ги задоволи потребите на бебето. Така да единствено што се препорачува, единствена разлика е бебето да цица кога ќе побара, кога се на летен одмор за да ги задоволи тие потреби. Не се препорачува кај ексклузивно доено бебе да се дава вода и останати течности. Тоа значи млекото е доволно. Доволно. Ако се на мајчино млеко, млекото е сосема доволно. Доколку се на адаптирано млеко, тогаш се препорачува нели да внесуваат најдобро ОРС, затоа што кога бебињата имаат голема површина во однос на телесната маса и при секој пораст на надворишната температура се зголемува онаа невидлива перспирација, односно испарување на течностите преку кожата, така да се препорачува кога се надоместуваат течностите, пошто не се губи само вода, туку се губат и електролити, тоа да биде со ОРС раствори, кои што секако и тие не ги споменавме, треба да бидат задолжителни во патната аптека, дали при состојби на диареја, интензивно потење или губење течности, секако. Како да приметиме кај бебе кога е жедно, значи тоа се обично суви пелени, плач без солзи, што нели не може да ни каже дека е жедно, кога ќе приметиме дека бебето не мокри барем 5 пелени во денот, значи треба малку да изфорсираме со течност. И не можам да не прашам во однос на инфекциите, и тоа се случува, никој не го посакува на летен одмор, но се случува. Внимателно треба да го следиме и однесувањето на детето. Кои се оние симптоми кои што укажуваат на можна инфекција? Да, инфекција, рековме дека намалениот апетит е очекуван и нормален во таа фаза, така да тоа не можеме да го земеме како симптом, меѓутоа доколку детето нагло изгуби интерес за вообичаените дневни активности, подолго време од денот лежи, одмара, одбива дури и течности, или приметуваме дека тежнато голта или има затнат нос, тогаш веќе можеме да се посомневаме дека има некоја инфекција. Пожелно е да не даваме терапија на своја рака, нели обавезно кога одиме со деца да имаме задолжително осигурување патничко и секако да ги прегледа доктор, посебно доколку се мали дечи. И сите прашања ни беа фокусирани на децата, последното за родителите. Како ние родителите психолошки да се подготвиме за летен одмор со дете, имајќи предвид дека навистина извесен број на години носи многу поголем стрес од вообичаеното и е се само одмор, може би не. Така е, да. Значи, најважно од се е родителите да бидат подготвени, меѓутоа да бидат спремни на импровизација, затоа што нели не мора да биде тоа совршено. Секогаш кога се оди со деца и скрснува нешто непланирано, така да се подготват и за импровизации, меѓутоа да бидат опуштени, релаксирани, да не се плашат доколку бебето ја смени рутината или настане регресија во ноќното спиење, тоа е све нормално и очекувано. Значи да бидат подготвени и да очекуваат дека ќе има промени, меѓутоа тоа да го сватат не толку страшно. Ви благодарам многу за гостувањето во утринската програма. Се надевам дека со сите одговори им помогнавме и олеснивме на родителите. Така е.